Годинава веќе се вработија дел од учениците од првата генерација на дуални паралелки во Прилеп од средното училиште Ристе Ристески Ричко. Дуалното образование имаше два профили: техничар за индустријска мехатроника и техничар за производно машинство, според германскиот модел на ваков вид на образование. Овој систем се смета како еден од излезите за дефицитот на стручна работна рака. Охрабрени од ова и македонските компании годинава побарале дуални паралелки за машински техничар и машинско-енергетски техничар. Карактеристично за овие два профили е што имаат и меѓу испит, така наречен меѓу испит, кој се остварува со помош на германската амбасада. Во трета година се врши првиот испит, каде што учениците полагаат со тој сертификат подоцна можат да конкурираат на европскиот пазар бидејќи сертификатот меѓународно признат. Дел од компаниите бараа државата да воведи дуални паралелки и за другите професии за кои што во моментов има голема потреба на пазарот на труд. Стопанството бара машинобравари, заварувачи, но во нашето училиште сега имаме само автоелектроничари, електроничари, автомеханичари, а за жал машинобравари немаме или заварувачи. Да се надеваме дека Министерството за образование и наука ќе има слух да не ги одобри тие паралелки. В година ќе заврши првата генерација од средното училиште Ѓорче Петров, каде има дуални паралелки во рударско-геолошката и текстилно-кожарската струка. Оно што тука остава впечаток е дека рударската струка, иако доста добро платена, се работи на машини. Прилеп, општина со најголем број на рудници, сепак оваа струка не е атрактивна многу за младите. Со овој начин на учење корист имаат и учениците и компаниите. Учениците практично и директно на работните места се усовршуваат, додека работодавачите добиваат обучен кадар кој што е подготвен веднаш по завршувањето на образованието да излезе на пазарот на трудот и успешно да ги врши своите работи. Според Стопанската комора и експертите, без взаимна соработка на бизнисот и образованието, потребата од работна рака во државава само ќе се зголемува, а со тоа и иселувањето на младите.